Добро вечер и благослов Божи до сите слушатели кои што се разбира оваа вечер ќе слушаат емисијата Гласот на вистината. Почитувани слушатели, оваа вечер сакам да ве поздравам и да ви посакам на вистина благослов Божи. Уште една емисија по милоста Божја. Многу често пати, скоро и да секоја емисија ја спомнувам милоста Божја. Затоа што и емисиите, животот во кој ние живееме и времето кое што Бог ни го дава е по милост Божја, меѓутоа не е по наша заслуга. Се разбира, дури кога би зборувале за спасението, Библијата зборува дека тоа ни е дадено по благодат и милост Божја, меѓутоа не по наши собствени дела. И затоа често пати зборувам за милоста Божја. Но кога зборуваме за милоста Божја, тоа значи дека таа е бесконечна, безпрекорна. Бог е кадар, милостив, подготвен во секое време да ни прости. И затоа пророкот Исаија зборува дека Божите патишта не се наши патишта и Божите мисли не се наши мисли. Затоа што сепак човекот има една ограничена прошка или ограничена милост кон некого, меѓутоа Божјата милост кон човекот е неограничена. Надвор е од времето и просторо. Бог секогаш ни е благонаклонет и тој заради неговата милост ни прости, кога ние, се разбира, ќе побараме прошка. Затоа апостолот Јован Богослов вели, ако ги исповедаме гревовите свој, тој е верен и праведен, се разбира, да ни ги прости. Почитувани слушатели, како што кажав, сакам да ве поздравам и навистина чест и задоволство ми е за да можеме навистина заедно да го проучуваме неговиот збор Божи. И тоа темелно, систематски, да го разгледуваме, се разбира, зборот Божи. Зборуваме за Библијата. Зборуваме за Светото Писмо, кое е инспирирано од Духот Свети. Се разбира, Бог е автор на самото Свето Писмо. Тоа веќе го докажавме во изминатите емисии. Многу често пати зборувавме за тоа дека Библијата е книга над сите книги, дека Библијата е Божи збор, дека Библијата е, се разбира, Свето Писмо. Исто така зборувавме за тоа од колку делови всушност е составена Библијата. Видовме дека Библијата е составена од два дела. И тие сочинуваат 66 книги. Видовме дека Стариот Завет има 39 книги, а Новиот Завет 27 книги. Вкупно 66 канонски книги кои ни се запишани во самото, се разбира, Свето Писмо. Зборувавме за преведувањата, колку време им требаше да биде преведена, се разбира, Библијата. Библијата е најстарата книга која е во употреба, се разбира, до денес. Иако е Библијата најстарата книга, меѓутоа таа денеска е најактуелната книга која е во употреба, се разбира, до денес. Зошто? Затоа што таа е поразлична од сите други останати книги, кои денеска ги имаме на лагер, кои можеме да ги имаме во нашите, се разбира, библиотеки. Меѓутоа, Библијата е Божи збор. Бог е автор во самото Свето Писмо. Или, уште кажано, Библијата има авторитет. Дај ни авторитет. И исто така, во Библијата ни е откриена вистината. Затоа што Библијата е единствената книга која зборува за вистината. Библијата е единствената книга која зборува за смислата на животот. Библијата е единствена книга која има одговори за сите всушност наши прашања. Библијата е книга која има одговор за нашиот живот. Од каде сме, зошто сме и каде после смртта. Библијата има
одговор дури за овие три прашања кои го сочинуваат целокупниот наш живот. Библијата има одговор затоа што реков дека Бог е автор, се разбира, на самото Свето писмо и затоа има одговор за сите наши прашања. Библијата е книга, која е над сите книги и затоа е таа поразлична од сите останати книги. Ова вечер ќе зборуваме за постанокот на Стариот Завет. Ќе одиме ред со ред. Затоа сметам дека многу битно е прво да почнеме да зборуваме од Стариот Завет, а потоа ќе зборуваме, се разбира, и за Новиот Завет. Стариот Завет се дели на три основни делови. Прво, историски. Почнува од првата книга на Мојсей до книгата Ездра, или од книгата Битие или Создание, па се до книгата Ездра. Потоа вториот дел е поучни книги и почнува од книгата на Јов, па се до книгата Песна над песните. И третиот дел е пророчки книги. Почнува од книгата на пророкот Исаија, па се до книгата Малахија. Тоа е всушност последната книга од Стариот Завет. Значи, Библијата се дели на три основни делови: историски книги, поучни книги и, се разбира, пророчки книги. Најстарите книги во Библијата се 5 книги на Мојсей. Бог не само што заповедал да се напишат или да се напиши Библијата, туку тој извршил самиот подготовка за незино пишување. Мојсей бил дете на еврејски родители и преку многу чудни околности стасал до царскиот дворец. Се стекнал со голема мудрост во најдобрите школи во Египет и така бил способен подоцна да го води еврејскиот народ и да ги пишува светите книги. Тој не пишувал раководејќи се според својата мудрост и воља, туку Бог го инспирирал со Духот Свети за да може пишувањето да биде апсолутно без грешка. Модерните теолози денес тврдат дека Мојсей не ги напишал овие 5 книги кои се нарекуваат поред неговото име, туку дека некој друг ги напишал и ги нарекол така, затоа што Мојсей бил главната личност во нив. Самата Библија негира едно вакво, се разбира, толкување. Кога ќе отвориме заедно во втората книга на Мојсей или книгата Излез, 24 глава, 4 стих, ќе видиме како таму ни е запишано. И таму ни се вели вака: и ги напиша Мојсей сите зборови Господови. Цитирам уште еднаш. За сите оние кои што сметаат дека Мојсей не ги напишал 5 книги, нели негови, затоа што тој е централната личност во овие сите 5 книги. Во втората книга на Мојсей или книгата Излез, 24 глава, 4 стих вели: и ги напиша Мојсей сите Господови, се разбира, зборови. Секако дека тој не ги напишал овие 5 книги отеднаш, но нема сомнение дека тој е автор на овие книга. Од време на време Бог му откривал што треба да пишува. Пророкот Езекил објаснува што е то вдахновеност од Божиот дух. Во 11 глава, 5 стих ни пишува: и слезе врз мене духот Господов и ми рече: кажи, така вели Господ, она што го зборувате вие доме Израелев и она што вие го иди на ум, го знае Господ. Духот Божи слегува врз луѓето кои пишувале или говореле во негово име. Вистина, Мојсей го пишува и она што му било пренесено по усмен пат, но сигурно е дека татковците на Божиот народ добро внимавале што пренесувале на помладите, се разбира, генерации. Зашто тоа било свети зборови
или зашто тие биле свети зборови од Бога. Но не само тие, туку и сам Бог дел над писателите на создавање на книгите. Патем речено, евреите дон денес важат за најдобрите познавачи на Стариот Завет, кои знаат и цели книги на памет без да размислат или да погрешат еден збор. После Мојсе пишува Исус Навин, уште неколку се разбира подоцна Божи слуги. Пророкот Самуил основал дури пророчка школа и најверојатно тие пророци ги препишувале библиските книги. Мораме да се запознаеме дека Бог ја довел до оваа задача за вистината или вистинскиот народ Божи. Евреите биле изморенен народ. Патувајќи низ пустињата, ги припишувале сите свети книги. Дури вовеле сметкат колку букви има во одредени книги. Не смеело да се одземе ниту да се додаде ни една при препишување на Божјото име. Преведувачите морале најнапред да си ги измијат расите, затоа што Божјото име било нешто најсвето. Станува збор за името Јахве или се разбира Јехова. Царот Давид, Асафат и уште неколку ги напишале псалмите. Давид, син Соломон, ги напишал книгите на мудроста. Езра во 5 век пред Христос со помош на Немија ги составил сите старозаветни книги во една целина, се разбира, наречена мерило или уште канон. Канонските книги биле одобрени под водство на Духот Свети. И само тие книги смееле да се читаат во еврејските, се разбира, синагоги. Помеѓу книгите на Стариот Завет навлегле и апокривните, бидејќи биле сметани за книги кои не биле инспирирани од Духот Свети. Езра бил основач на школата на книжнеството и изгради многу синагоги низ целата земја еврејска. Бидејќи израелскиот народ долго време бил во робство, постепено се одлучил од својот јазик, па се покажало потреба за преведување на Стариот Завет на среден арамејски јазик. Овој превод се вршил под контрола на книжниците. Арамејскиот јазик бил светски јазик по цел еден милениум. Околу 250 години пред Христос, грчкиот јазик постанал многу познат, бидејќи грците во тоа време биле светска сила. Многу евреи биле расенели по целото грчко царство. Па и тие имале силна желба, се разбира, да читаат Свето писмо за големиот силен Бог. Оттаму нивната желба да се преведе Библијата на грчки јазик. На тој превод работеле околу 70 луѓе. Па затоа и овој превод бил нарочен Септоагинта. Овој превод уживал голем углед како меѓу евреите, така и меѓу христијаните и меѓу другите останати народи. Се надевам дека ви беше јасно кога зборувавме за постанокот на Стариот Завет. Се разбира, овие се многу битни факти, непобивни факти, кои на сите нам ни требаат. Ако даде Господ да бидеме здрави и живи, се разбира, наредната емисија ќе зборуваме за постанокот на Новиот Завет. Затоа што реков дека Библијата е составена од два дела, тоа е Стариот и Новиот Завет. Како во Стариот, така во Новиот Завет, Бог со својот народ, се разбира, вклучува нов договор или нов завет. Затоа, слушајте емисијата Гласот на вистината и сите овие предавања на вистина ќе ви бидат потребни на вас, затоа што сметам дека се од голема важност. Така да со тоа ќе го збогатете и повеќе о вашето знаење. Добро вечер или добра вечер имајте. Господ нека биде со вас. Бог нека ве благослови и имајте добра ноќ и добар сон. Бог со вас. Се слушаме наредната емисијата Гласот на вистината. Пријатна вечер.